Добро вечер. Во Македонија има од 2000 километри пат, но според стандардите веќе долго време тој не може да се нараче така. Па така од исток до запад, север и југ одиме по регионални, селски, црни патишта. Зошто во Македонија во 21 век се случуваат трагедии, фатални сообраќајни незгоди како онаа кај Кочанско Оризари, кога во трактор, натоварен со 17 деца и 2 возрастни, имаше последици со смрт и многу повредени. Не верувам дека ваква сообраќајна незгода може да се случи во Германија, но се случува кај нас. Тоа ја натера екипата на КОТ во прво време која беше шокирана, потоа да направи анализа. Зошто во Македонија ова е дозволено? Тракторот да служи како превозно средство, а приколката како автобус. Зошто на Македонија и се случи уште еден Кобен Великден? Првомајскиот излет на 16 деца и 20 возрастни од Кочанското Грдовци заврши фатално. Местото наречено Илиндол е црната точка и крајот на нивното патување. Единаесет од децата беа донесени на ургентниот центар во Скопје. 3 со потешки повреди. Едно од нив се уште е во критична состојба. Имаме, реков, некој напредок на подобрување на состојбата, меѓутоа се уште е критично и се уште е тешко да се прогнозира. Останатите биле со полесни повреди. Возачот Миле Давидков починал на лице место, излетувајќи од тракторот, а неговата сопруга на патот кон болницата во Скопје. Грдовци, овој 1 мај наспроти Великден, беше завиено во црно. Кочанското село Грдовци е низинско, обколено со оризови полиња. Овде има трактори колку и автомобили, а луѓето главно земјоделци имаат пари колку за пристоен живот. Кога ги прашав за трагедијата во која загинаа 2 нивни соселани, а беа повредени речиси сите деца, тие слегнаа со рамената, коментирајќи дека од пишаното не се бега. Так си ратива, како му исклучи. Тоа нема бегање. Пишано. Господ над нас имал. На сите родители са мили децата. А од нејната кој ќе бат четворица. Се уште на сред село дискутираат што би можело да биде причината за превртувањето на тракторот, правејќи си самите реконструкција врз основа на она што го чуле или виделе. Нешто е грешка или до тракторот или до него. Не е до тракторот, до него. Тракторот му е нов. Тракторот е нов, гаранција него. Нешто е пореметено, важно, непоштено појдо тие деца. Грешил, тоа е. Човекот грешил, возил трета и исклучи се. Мите Иванов има 2 внуки кои се уште ги лекуваат раните добиени од несреќата. Вели Господ ги чувал, оти немале повреди на главата. Повреди за тука левата рака, тука од левата страна се колено, тука повреди, многу се повреди. Само што не се во главата повредени, не? Возбудени и се уште во шок, девојчињата не сакаат да зборуваат пред камерата на КОТ, но на своите им раскажале што се случило на кобниот ден. Качили се на тракторот го запалил покојниот, Миле, и видел дека не му кочи, почнал да вика деца рипајте. А рипале они? Па додека почнале да рипат, отворили се страните капаците. И како са приколиците тресела и они се ги не се рипале него тракторот, приколиците ги само изфрлал. Различни се претпоставките околу тоа што би можело да ја предизвика оваа несреќа. Брзото возење, неснаодливоста на возачот, камен кој може би се испречил на патот. Сите претпоставки за сега се само шпекулации. И селаните од Оризари, каде се случи несреќата, имаат свое толкување. Возачот од такво место е полско место, дека е рамно и нема искуство најпрво. Мислам дека без искуство и побегнал му е тракторот. Не е можел да го смири. Појдел е брзо и самата приколица го бута тракторот и
Не може да се најде и тоа е грешката. А можно и редукторот да го избаце, и тоа може да се деси од... Не викај. Тракторот не е било брзина, пошто тракторот уште работеше, а тркало не врте. Штом тркало не врте, значи тракторот е бил, овие речува дека е бил трета, али трактор има два мењача, брза и спора. Значи, големиот мењач може да е било трета, али тоа малото мењаче може да е било избацено. Јован Николов е еден од очевидците во несреќата. Меѓу првите притрчал на помош. Од приколката сите беа исфрлени, некои беа више усвес и одеа, ама лицето и беше целото крваво. Гледката била страотна. Децата молеле за помош. Возачот веќе бил мртов. Возачот на тракторот беше на лице место. Бабичката таму до тракторот беше уште усвес, али видеше дека нема да биде. Селаните се организирале. Медицинската помош стигнала брзо, а поради повредите, децата биле пренесени во Скопје. Од сите овие дечиња, од кои 3 беа критични, уште 2 се на нашата клиника, другите се сите пуштени дома и уште едно дете се наоѓа надвор веќе од животна опасност, а едно девојче што беше во почеток најсериозно покрај повреда на главата, што имаше и повреда на градниот кош, се уште се наоѓа во интензивна нега Карел, се уште во тешка состојба. Сега најголемиот дел од нив се дома. Арна, добро, те однесува и отпуснали да земат. Но сепак, дел од роднините се уште не може да се смират. Голема судбина сме имале, а они па највеќе. Да си дојдат децата да останат, оно и доа. И дето му на син му да остане да си дое. Оно најтешко било. Што всушност се случило на патот Добра вода и Линдол? Код направи реконструкција. Двете села се оддалечени 12 на километри. Патот е низински, но последните 4 километри се во ридот нагоре, на Доризари. Тракторот, иако поминал долг пат, ниту еден полицаец не го запрел. Има ли контрола воопшто на овие запрежни возила на трактори? Доваѓат ли, али ретко. Ретко доваѓат на ваму контроли да вршат. А за празникот имаше ли полиција? Па минава тоа стално, па има полиција, има шо? Ма никој не го видел тракторот и не го сопрал. Па ме падна на онде, току Розари падна тракторот. Како е можно тракторот да патува толку километри, а никој да не го запре? Затоа што според законот на него може да биде само оној кој го управува, а во приколката не смеат да се возат луѓе. Па еден на трактор и приколка не се возат, тоа и нема приколици, тракторски. Нема пет у селото. Планинско место, ти видиш човек оди да го не качиш, ќе рече те неќе да ме качи, да го качиш, ризикуваш сами од себе. Ризикуваш го и неговиот живот, а и својот го ризикуваш. Овој пат не е лесен за возење ниту со автомобил, а веројатно е уште потешко со трактор кој на себе има закачено и приколка. Кривините се остри, а кога ќе се искачите овде, како на дланка се гледа целото Кочанско поле, дури до Виница. Спуштањето е исто толку тешко како и качувањето. Според податоците што Код ги доби од истрагата, тракторот марка ИМТ 539 бил регистриран и возел од местото пресека Оризари. На влезот кон селото кај Илиндол ја изгубил контролата и се наведнал кон лево, влечејќи ја приколката полна со деца. Таа, губејќи ја рамнотежата, со едната страна толку силно се наведнала кон патот, што и денеска се гледаат влабнатините. Немала кочници, а не се откачила од тракторот затоа што спојката била заварена и појачена, па тракторот ја влечел по себе, се додека не испаднал од патот. За среќа, два фактори влијаеле децата да завршат со повреди кои сепак ги оставиле во живот. Балите со сено, кои возачот ги ставил за да седат на нив, и вратите од приколката, кои се отвориле за време на превртувањето. 9 дена по несреќата, нивните синови не сакаат да зборуваат зошто и како ова се случи. 4 од децата се внуци на семејството Давидкови, а едно од нив се уште е во тешка состојба. Молејќи се за животот на ова 13-годишно девојче, и Давидкови, но и селаните на Грдовци не го осудуваат возачот.
Речи си сите родители знаеле дека нивните деца тоа утро ќе се качат во тракторот за да одат на стрмиот рид. Договорени за да има постари луѓе со нив да не прават проблеми. Како малолетни пративме со нив постари луѓе. Сообраќајните вештаци се уште не го поднеле извештајот за техничката состојба на тракторот. Релативно нов и со таблички се претпоставува дека немал дефект, но резултатите од вештачењето се очекуваат да го дадат точниот одговор. Нема резултат ниту од вештачењето на крвта кај возачот. Иако сите силани ни рекоа дека Давидков бил домакин, не пиел и еден од најангажираните за обнова на црквата и на инфраструктурата во селото. Но во целиот овој крај, ако имаш трактор е како да имаш автомобил, а приколката очигледно е комби или автобус. Сега бевте на технички прегледи на такви возила, на трактори, на... Не сме били никош. Регистрација? Не. И да иде на регистрација, може. Не проверени. И да се регистрира, па не е исправен. А технички преглед вршат? Баш го проверуват? Не вршат. Дај му документ. Само за пари е тоа. Пари да ви земат и готово. 1500 денари за легализација на трактори, купени на црно. Очигледно ги има многу, а со години таквите возила крстосуваат не само по полињата, туку и по патиштата. Ретко кој плаќа годишна регистрација, а уште поретко купува нов трактор. Оти новите чинеле 9000 евра, а оние купени на црно 2000. И од Србија им уведено трактори тука и без документи. Според законот, и овие, како и другите возила, мора да подлежат на контрола за исправност. Не смеат да превезуваат луѓе, а може да го вози само оној кој има возачка од Б категорија. Вака е напишана во законот, но на теренот е сосема поинаку. До сега нема ниту една сериозна полициска или сообраќајна акција за проверка на тракторите, а очигледно цвета пазарот на продажба на црно и на трактори и на делови за нив. Очигледно сите овие фактори кои ги нотираше Код влијаеле на несреќата во која возачот го управувал тракторот, но сето останато помогнало тој да заврши во илиниот дол. Расфрлани остатоци од првомајскиот ручек, делови од облека, понекој е парче леп, сега се неми сведоци за несреќата. Некој ќе рече, можно ли е такво нешто да се случи во 21. век? Очигледно дека кај нас во Македонија е можно. Трагедијата се случи наспроти најголемиот верски празник Великден. Верниците би рекле порака од Бога, други дека е случајност, но сепак доволно да се замислат и одговорните во институциите, но и луѓето. Треба ли и понатаму да носат на совест вакви несреќи? 4 несреќи за 4 месеци. Железничкиот премин кај Велешки Превалец е фатален за жителите. Тие бараат безбеден, а не европски премин. Директорите на македонски железници не попуштаат. Велат иднината била во сигнализацијата, а не во рампите. Превалец е само една од црните точки, каде што преминувањето е ризично. Има ли Македонија соодветна железничка инфраструктура? Или зошто во овој век се уште луѓето сакајки да ја преминат пругата може да завршат во смрт? Превалец. Премин на смртта. Секое минување преку пругата е ризично. За 4 месеци на ова место во Велешкото село се случија 4 несреќи. Повеќе од 60 години жителите на Превалец и на околните села биле безбедни кога ги преминувале шините. Спуштени рампи и човек кој сигнализира дека доаѓа воз. Дека беше рампата, немаше сообраќајки никогаш. Тоа не се случи. А за овие неколку месеци, колку е, 4-5 сообраќајки веќе се случуваат. Преку оваа пруга дневно поминуваат 10 до 15.000 луѓе. Жители од соседните села, ученици, вработени во околните фабрики. Многу луѓе, мала безбедност. Преоптеретена е. Можете и сега во моментот да видите колку е фреквентна улица. Ако ви кажем дека во денот сигурно поминуваат по 2-3 возила, значи да помините, а да не ви удри возот, тоа чиста стреќа. Во ноември железница реши да го модернизира преминот. Наместо човек, звучна сигнализација. Наместо рампа, црвено светло.
но само еден месец подоцна се случи првата несреќа. Кога има сонце, светлото не се гледа. Ако има музика у колата, не се слуша знакот. Има избегнато најмалце досега 20 сообраќајки. Мештаните како да предвидоа што ќе се случува. Возачот на југото имал среќа, но не и 70 годишниот Атанас Ѓоргиевски. Преминувањето на пругата за него било кобно. На 30 април тргнал по цигари и не се вратил. Неговата сопруга за код раскажа како за миг го загуби Атанас. Седевме, гледаме телевизија, он снема цигари, седиме двајцата, вика легни си таму побоа, рече. Легни си, ја ќе одам цигари да си купам. Дојде цигар си купува и како мене човек да ми кажуеше, шинобусов мине, викам, се Атанас ќе го изгаси. Вака, сама сум помислила. И дојка така снаата трчи, рече, свекар води, рече, свекарот готове ми вика. Како му така готове, и ја отрчав, он легнат, ништо не знаеше, само го погалив по главата, викав по него и тоа беше крај на крај. По 10 дена се случи нов судир, воз со камион. Камион само што стаса до линија, возот свира на едно 10 метра. Ја рекол готов удира и само што помина пап напи, пали навади. И отрчаме навади, што ќе видиме. Шофер беше у незгодна ситуација, го извадиме некако. Мештаните се заканија, железница да ги врати рампите, да го врати човекот кој со знаменца го регулира сообраќајот. Немате време да се свртите лево или десно да го погледнете возот дали испеѓа од тунелот. За 2 секунди од тунелот на преминот на пругата. Треба да завлезете со пола возило на пругата за да можете да го видите возот дали доаѓа од тунелот. Но од железница процениле дека на овој премин нема голема фреквенција на сообраќај, па и нема потреба од рампи, а плюс звучната и светлосната сигнализација и модерен систем за предупредување. Падниот премин Превалец е еден од премините што ние во текот на последниве 2 години ги имаме опремувано со најмодерни системи. Таму имаме, значи, сите системи, освен браници и полубраници, а врз категоризација на тој патен премин, тој не спаѓа во премини кај што треба да се стават браници или полубраници, зашто нивото на сообраќај е многу ниско. Директорот Асани со воз последен пат стигнал до Велес. За жал со министерот за транспорт Јана Киевски не продолжиле кон чашка, за да поминат низ Превалец. Се возевме од Скопје до Велес и имавме прилика да ги видиме тие недостатоци што ние ги отстранивме како инфраструктура, зашто имавме многу црни точки кај што заради тешките услови на железница требаше да се намали, значи, брзината на возовите. Со таа циркулација што ја направивме, значи таа марша од Скопје до Велес, ние ги видовме и некои ремонти или мали реконструкции што сами ги направивме со наши средства и со наша работа. Жителите проблемот со сигнализацијата го лоцираат во слабата струја. На преминот нема доволно напојување, па и звукот и светлото не се доволни за да ги предупредат дека наидува опасност. За оваа да функционира пругата треба да биде електрифицирана. Зошто нема проблеми пругата Скопје-Гевгелија? Бидејќи електрифицирана е. Дека се вратат механичките рампи, ако е застарена технологија, како што кажал некој таму од железници, ќе ви окиниме, модерната ќе ви ставиме првобитна, ама функционираше, без жртви беше. Тунелот е само на 50 на метри од преминот. Нема многу време за реакција ако затаи и сигнализацијата. А и тоа се случувало. Некои имале среќа. Мене ќе ми се случи истата несреќа. Ама човеков ме запре, помина возот и така, и ја не го видов. Сонцето грееше право у сигналот, не го видов ништо. Пецо Божиновски веќе 30 години е машиновозач. Под неговата локомотива завршиле повеќе луѓе. Лошо во секој случај. Одиш, застануваш, покушуваш да му помогне. Некому можеш, некому не можеш, му нема спас и така. Лошо. Вели дека несреќите се случуваат единствено од невнимание на пешаците или возачите на автомобили. Никако не може да биде виновен машиновозачот. Има ли некои црни точки каде што најчесто се случуваат несреќи? Па како црна точка пругата према Кичево е така посебен случај, посебен пример. Особено сега кога веќе почнуваат работите во полето, повеќе непознат луѓето се случуваат повеќе несреќи. Божиновски секојдневно крстари по пругите. Се соочил очи во очи и со многу самоубици. Многумина се одлучуваат за смрт под воз,
Оти така е најсигурно. Возот нема шанси да закочи. Ние немаме време да со 100 км треба одреден простор да се застане околу запирен пат е околу 700 метри, со брзо кочење негде околу 400 метри најбрзо што може да застанеме. А они излегуваат во последен момент, така да нема шанси да се застане со возот и да се спаси некој живот. На пругите не легнуваат само самоубици. Имало и такви низ Македонија кои се коцкале со животот. За кладба, кој подолго ќе остане на пругата додека возот надоаѓа. Тој го ќарува облокот, но некој од храбрите коцкари завршил и трагично. Предолго останал, па завршил под локомотивата. Во Македонија има 700 километри пруга и 288 вкрстувања на патен премини пруга. Директорот Асани е одговорен за пругата, шините, премините. Вели дека сите се обележани и безбедни. Сите тие се опремени со некој вид на сигнализација, некој значи ви кажав дека се во подобра состојба, некој се во полоша состојба, но најкритични се дивите патни премини. Значи таму имаме несреќи, таму се можностите за случување на такви несреќи поголеми, зашто едноставно нема значи ни сигнализација, но нема ни дозвола за користење на таквите премини. И неговиот колега од фирмата за транспорт на железница, виновниците за несреќите ги гледа од другата страна. Учесниците во патниот сообраќај знаат да ги заобиколуваат рампите, знаат да не го почитуваат светлосниот сигнал дека надоаѓа воз, мислејќи дека возот е бавен, дека нема да стигне, но за жал во такви случаи многу брзо и кобно за многу учесници во патниот сообраќај. За својата фирма имаат најпофолни зборови. Железничкиот сообраќај е најевтин и најбезбеден. Иако возовите на изглед изгледаат такви како што изгледаат, тоа е заради нивниот дизајн и така натаму, нивната безбедност е на високо ниво. Значи, не постои воз кој излегува на линија кој не е претходно преглед. Значи, детален преглед се прави на секој поединечно воз, дали тоа е патнички или товарен. Годишно во Македонија има по околу 100 железнички несреќи. Некои завршуваат трагично. Секојдневно низ целата држава крстарат по 60 на возови. Има доста сообраќај кои се одвива во текот на денот, така да препорачливо луѓето кои преминуваат пругата, иако мислат дека нема возови, внимателно да ја преминуваат, бидејќи во секој момент може да се појави од некоја страна. Оваа година е година на железница. Полни точно 140 години. Директорите најавуваат нови возови, модерна сигнализација, уште километри пруга. Се работи за проект со Европска банка и владата на Република Македонија за обнова на возниот парк на Македонски железници и транспорт и се работи за набавка на нови дизел моторни и електромоторни гарнитури за превоз на патници со највисоки стандарди во поглед на задоволување на квалитетот на услуги на патниците. Има ли пари пред кесето? Колку се вложува? Па зависи зашто пари зборуваме. Пари за луксус нема, но за безбедност има. Ние последниве 2 години, значи сме опремиле 7 патни премини, нови патни премини во пругата Велес Битола и 9 во пругата Ѓорđe Петров Гостивар. Да напоменам дека една инсталација на таков систем на еден патен премин е скоро 100.000 евра. 1 километар пруга чини од 1,5 милион до 3 милиони евра. Но жителите на Превалец се скромни. Тие само бараат да им се вратат старите рампи, така ќе се чувствуваат најбезбедни. Инаку се заканија, воз одовде нема да помина. Ние ако до кој 15-20 мај не се постават рампи, планираме да организираме масовен протест, да го затвориме патот и пругата да ја затвориме. Сакаме средба со повиски институции, со директорот на железници. Ја мислам дека подобро 8 души да земаат плата отколку да страдаат невини луѓе. Асани не попушта. Преминот кај Превалец бил проблем на железница, а не на мештаните. Оти ако им дозволел тие да одлучуваат, ќе ги ставил во привилегирана положба во споредба со селаните од соседните села. Ние нема да дозволиме тие работи да се решат во ниво на граѓани, без разлика тоа дали е во некоја, да кажеме, градска населба или село. Значи, ние тоа треба да го решиме врз основа на сите тие правила и за да не ги ставиме сега едно население некаде во фаворизана ситуација во однос на другите. Сепак, откако се случи дури четвртата несреќа, проработе совеста кај раководството на железница. Го врати човекот со знаменца и постави знак стоп, но рампите не им ги враќаат на селаните. Нас технологија нова не ни треба со жртви. За да поминете од тука, да не ви удри воз, чиста среќа.
колку пати само човекот што живее во оваа куќа има спречена катастрофи. По негова благодарност. Ќе застане, ќе реагира, ќе ги запри возилата и од дозвола и од озгора. Бидејќи он тука живее. Сами регулирате се. Да, сами се сноѓаме како можеме. Жителите на Превалец и на околните села ќе чекаат уште неколку дена. Песната на птиците покрај шините може би звучи како да сте во некоја селска идила, но секој нов ден, секој поминување на возот одовде е ново соочување со смртта. Никогаш помалку од 100. Ова е просечниот број на жртвите во сообраќајните незгоди во Македонија. Но во однос на 2011-та, во 2012-та на патиштата во Македонија загинале 170 луѓе. 95% од сообраќајните незгоди се поради невнимание. Но во Македонија има и 160 црни точки. Каква е сообраќајната инфраструктура? Зошто има толкави дупки на автопатот? Миомир Серафиновиќ ги бараше причините. Зошто се помалку коридорите се наоѓаат на мапата на Македонија? Крвавиот данок на македонските патишта годишно носи просечно 155 животи. Од 2-годишни деца до 90 годишни старци се на списокот од вкупно 466 загинати во последните 3 години во сообраќајни несреќи низ цела Македонија. Минатата 2012 година има намалување на бројот на жртви. 132 македонци починале на патишта. Таа бројка е повеќе од 4 пати поголема од бројот на убиствата. Почетокот на мај беше крвав. Во Оризари, Речица, Бардовци, Тебар, сообраќајки со неколку жртви и десетици тешко повредени. Во услови кога сообраќајот е најраздвижен, како што беа првомајските велиденски празници, дека треба посебно внимание да се обрне во однос на однесувањето, во однос на прилагодувањето на брзината, во однос на конзумирањето на алкохол. А причините за сообраќајките се во овој триаголник. Едната е состојбата на патот, втората е состојбата на возилата и третата е состојбата на возачот. Кога ќе се погледне статистиката на МВР, излегува дека за речиси сите сообраќајни несреќи се виновни возачите или останатите учесници во сообраќајот. Ако ја погледате статистиката, во Македонија од сообраќајните незгоди 95% како последица на невнимание на возачот, а 5% условите на патот и нешто друго. До сличен заклучок стигнале лекарите во Скопскиот ургентен центар. Повеќе од половина пациенти за итно згрижување во ургентниот центар пристигнуваат од улиците по сообраќајните несреќи. Секој седми повреден, кому лекарите му пружаат помош во ургентниот, е пешак. Се е тоа значи до неприлагодена брзина, исто така некој пат има и невнимание на самите пешаци, несоодветни патишта, необележени премини, како да речем, значи повеќе фактори влијаат на тоа, меѓутоа најчесто човечкиот. Политиката за безбедност во сообраќајот се црпе токму од полициските записници. Затоа тие се проверуваат кога европските надлежни служби сакаат да ги подобрат условите на патот. Слично треба да е и кај нас. Во Европа повеќе се зборува сега за тоа дека или не се добри записниците, или не се обрнува доволно внимание на однесувањето на возачите и заради тоа ние направивме еден друг собир кој што зборува за етиката и културата на однесување во сообраќајот, која што е поважен критериум за тоа дали некој место ќе биде опасна точка или не. И главната поука од тој собир беше: чувај се себе си и останатите учесници во сообраќајот. Неисправната патна мрежа како причина за несреќите се појавува многу ретко во полициските билтени. Според официјалните податоци на МВР, во последните 3 години регистрирани се над 12.500 сообраќајни несреќи. За само 36 од нив причина била неисправноста на патната мрежа. Ова води до заклучок дека Македонија има перфектно безбедни патишта и возачите и пешаците прават кобни грешки. Поднаправи инспекција на дел од патиштата кој ги помина во подготовката на оваа емисија. Ова е дупка на надвозник кој се приклучува на автопатот Скопје-Велес. На брзина од 100 км може да ве исфрли од колосекот, но среќа е што е блиску до работ на патот, каде ретко минуваат возила. Кога 63-ката ќе налета на камион на регионалниот пат кај Хиподром, вака изгледа разминувањето.
Многумина на регионалниот пат Велеш-Штип патуваат со рейс. Кога ќе се симнат од автобус, мора да поминат од другата страна на патот кон својот дом, а никој не се погрижил да им обезбеди безбеден премин кон домовите. Ситуацијата од истиот пат во близина на Лозово може да влезе како прашање за тест за полагање на возачки испит. Кој е во право, кој греши и зошто патот е тесен за сите на кои им треба за да префрлат пат. Ова не е филмска сцена од новите вестерн филмови, туку инсерт од дупка на регионалниот пат кој води кон Идризово. Многу други дупки и испакнувања се кријат на македонските патишта. Автопатот Скопје-Велес од патот М75 или од коридорот 10 има две вистини, две делници. Онаа реновираната која води кон Велес и која е пристојна за сообраќај, и онаа во спротивен правец кон главниот град, каде има крпеници или каде мразот, снегот и водата изеле цели парчиња од асфалт. Кога го прашавме поранишниот прв човек на македонската сообраќајна полиција кој е најопасниот пат, тој прво ни кажа на што треба да се внимава. На некои од магистралните патни правци има ударни дупки. Значи не се закрепени ударните дупки, како ќе правите рангирање на патиштата. Најбезбедни се автопатиштата, кои што за жал помалце ги имаме во Република Македонија. Интервенцијата на патната инфраструктура отприлика подеднакво се инвестира и имаме на повеќе делници изградено нови патишта, например како што е патниот правец да земе Радовиш до Струмица. Свој избор за најопасен пат немаше ниту првиот човек на МСМ, иако знае дека новите патишта ќе ги изградуваат возачите. Не би можел да се каже кој е најопасниот, по мене каде има највеќе жртви. А веројатно тоа не мора да биде најопасен пат, колку што може да се каже дека има највише фреквенција. Македонија според информациите презентирани на владините пресконференции, во изминатите 4 години има реконструирано околу 500 километри локални патишта, интервенирано и на околу 80 километри магистрален пат, а најмалку во километража е инвестирано во автопатиштата. Изградена е речиси 8 километри долга делницата Табановце-Куманово. Во тек изградба на последната автопатска делница на коридорот 10 Демиркапија-Смоквица. Автопатиштата, иако кратки, се и најскапи, за да ги задоволат строгите услови кои тешко ги исполнуваат сегашните автопатишта по кои се вози низ Македонија. Така, патот Демиркапија-Смоквица е долг 28 километри, а ќе чини речиси 250 милиони евра. Или за километар пат, поради тунелите и условите за градба, ќе се платат по околу 9 милиони евра. Табановце-Куманово е во низина и направо и чинеше многу поевтино, 2 милиони евра за километар. Мислам дека државата треба да поголемо внимание да посвети на оваа проблематика, затоа што инвестициите во оваа област повеќе кратно се враќаат. Во сите аспекти, не само од безбедноста на сообраќајот, безбедност на учесниците, што е најважна работа, меѓутоа од стопанскиот развој, од туристичкиот развој и така натаму, инвестирање во патната инфраструктура треба да биде на највисоко можно ниво. Доколку километар автопат чини 2 милиони евра, како рамнинскиот кај Табановце, тогаш исто така водејќи се според официјалните бројки на владата, излегува дека проектот Скопје 2014 е рамен на 104 километри автопат, или пак споменикот Воин на конј може да се пресмета како еднаков на нови 5,5 километри асфалт од автопатот Александар Македонски. Државата реши дури оваа година да инвестира во автопатишта. Една од причините беше што актуелната власт сметаше дека локалните патишта се побитни за граѓаните, за гласачите. Втора причина беше тоа што беа распишувани тендери за изградба на патишта со концесија, но странски инвеститори не се појавија поради нивните пресметки дека македонските патишта нема да им донесат доволно профит. Владата ја изгради делницата кај Табановце со помош од Светската банка, а сега за Смоквица оди со сопствено вложување од 250 милиони евра. Тој нов автопат ќе го измести коридорот 10 кон исток и повисоко во планините на Демиркапија, за разлика од сегашната делница, но ќе обезбеди поправ колосек и поголема безбедност за возачите. Такви се сега и правилата на тендерите за изградба на автопат. Веќе на старт се бара безбедност. Светската банка, која што е финансиер на голем дел од овие активности,
свати дека е доцна од кога ќе го изградите патот да правите вие еволуација на неговата безбедност или да чекате да се случи нешто па да кажете дека патот е небезбеден. Заради тоа сега во сите конкурси за доделување на средства, Светската банка инсистира да се направи еволуација на проектот и експертите уште пред да почне да се гради патот да утврдат дали на тоа место ќе има опасност во сообраќајот. Во правење на листа на најопасни патишта помагаат и оние непопуларни црни точки. Во Македонија ги има над 160, а голем дел се на оние патишта во Централна Македонија. Одите од Велес према Штип или Кочани, па на патниот, таму ги има уствари најмногу, па патниот правец од Градско према Прилеп, тоа е од најзагрозените скоро сообраќајници, затоа што таму имам интензивет, мешови сообраќај, тешки товарни возила, земјоделска механизација, трактори, патнички возила. Еден од условите за да се пресмета опасноста на еден патен правец е фреквенцијата на возилата. Таков е правецот од Скопје кон Охрид. Патот Скопје Охрид е еден од подобрите, меѓутоа има многу жртви, затоа што има многу фреквенција. Према тоа, во оваа фаза ние мора да ја подигнуваме јавната свест на учесниците во сообраќајот да внимаваат како возат. Тоа е многу поважно отколку да мислиме кога ќе се реши патот, бидејќи животите секојдневно се губат. Проблем во оценката на безбедноста на патиштата прави тоа што МВР годишните статистики ги прави врз основа на територијата на СВР каде се случила несреќата. Па така има делници кои се поделени меѓу два секретаријати на МВР и несреќите се делат во две помали статистики. Покрај тоа во Европа веќе се прават рейтинзи на патишта и се одбележуваат врз основа на опасноста за возачите и каков квалитет имаат патиштата. Од септември во Македонија АМСМ има план да спроведе такво оценување на патиштата. 500 километри пат ќе добијат или зелена, најбезбедна боја, или жолта, или црвена, најопасна боја за возачите. Во септември ќе ги имаме снимање со соодветно комбе, со соодветна апликација на која што ќе може да се констатираат состојбите на патиштата од дебелината на асфалтот и структурата на тампонот до нагибот, до сите пречки кои постојат на патиштата, вклучувајќи банкини, тврди тела. И покрај тоа што патиштата се многу важни за безбедноста во сообраќајот, не е правило дека нови патишта значат и помалку жртви. Таков случај имало во Хрватска, која имаше градежна патна офанзива и има двојно подолги автопати по глава на жител отколку во Македонија. Сепак безбедността состојба сообраќајот остана иста и бројот на жртви не се смали, туку заради создавање на нови опасни делници на пребрзите патишта кои што беа изградени, бројот на жртви се зголеми. Тоа не треба да не разубеди дека на Македонија не и требаат нови, модерни и пред се сигурни патишта. Треба да се изградат, исто така да се одбележат јасно, но треба да се подобри и контролата на исправноста на возилата, а и да се работи на сообраќајната култура меѓу луѓето. Препораките се за тоа да се вози безбедно, внимателно и да се прилагоди брзината согласно условите на патот. Додека тоа не се случи, се уште ќе зборуваме за крвавиот данок на сообраќајот кој со години зема над 150 жртви, а во сообраќајките последните 3 години, верували или не, биле повредени над 19.000 луѓе, возачи, пешаци, патници. Тргнале, но не стигнале до целта, здрави и живи. Се надевам дека оваа анализа на код ќе ве позамисли малку. Да размислите кога си одите на кај дома или кога патувате. Што повеќе е потребно на Македонија? Модерни патишта или згради, фасади или споменици? Ви благодарам што бевте со нас.